Димитар Манойловски го има следното прашање и вели дали за да надоместам магнезиум после фитнес тренинг доволно ми е да изедам една банана и што мислиш исто така и за пивскиот квасец како извор на протеин. Димитар, прва работа, магнезиумот е четврти поред најзастапен минерал во телото. Значи го има во најголеми количини, многу е важен за многу функции. Пред се магнезиумот го знаеме како минерал кој што помага за пренесување на нервните импулси, за контракција на мускули и така натаму, и доколку некогаш ти се случи или доколку некогаш ви се случи да приметите да ви мрда мускул на телото без наша волја, обично тоа се случува на лице или можеби на екстремитетите, тоа е сигнал дека можеби имате недостаток или на магнезиум или на калциум, затоа што тие се двата минерала кои што се задолжени за да ги пренесуваат тие импулси и контракции. Конкретно за магнезиум, количините дневни за машки се некаде околу 400 милиграма, за девојки се некаде околу 350. Имаш доста извори и продукти кои што може да ти ги задоволат потребите. Дали после фитнес вежбање со банана ќе задоволиш потреба? Искрено не знам, затоа што не знам дали се разликува во телото потребата за магнезиум кој што моментално му е потребна после вежбање. Во бананата имаш некаде 30 милиграма, што е тоа негде под 10% од вкупните твои потреби на дневна основа, но затоа за да не се буниш што треба после вежбање, јас најискрено би ти препорачал да користиш протеински прашок како суплемент и да не се плашиш од користењето на такви суплементи, затоа што тоа е еден многу ефикасен начин како да ја почнеш регенерацијата на твоето тело и да во тие 40 минути после вежбање обезбедиш брзо апсорбционен градежен материјал. Затоа што после вежбање е многу важно да внесеш доволно аминокиселини, е важно да има шекер за да го иницира инсулинот, при тоа да можат да се отворат вратите, така речено на народски, за регенерација. И пивскиот квасец е исто добра опција, затоа што имаш некаде на 30 грама пивски квасец, колку што би земал со лажица, имаш некаде околу 8 грама протеин, има добра количина, некаде околу 3 грама на растителни влакна, но повторно не знам колку е брзината на апсорбција и дали е доволно банана и пивски квасец да искомбинираш, затоа јас би ти рекол не се плаши од суплементи како протеински прашоци, затоа што тоа се само начини како да храна од дали растително или млечно потекло ја направиш да трае долго, се дехидрираат и се прават во прав, како што се прави и кафе, како што се прави и брашно, како што се прават и многу чаеви и зачини, затоа немој да се плашиш од тоа. Користење на магнезиум како суплемент ја не користам лично и генерално и не сум фан и поборник не ги препорачувам јас еднонутритивните суплементи како витамин С, само Б комплекси, само магнезиум, само цинк. Ја повеќе би одел со комплекси, затоа што во телото не функционираат работите само да ти внесеш еден нутриент и да обезбедиш максимална искористеност и апсорбција. Така да, редовната исхрана, внесот на доволно овошја, 3 од прилика до 4 максимум дневно, јадењето на салати можеби со главните оброци како ручек и вечера, дефинитивно и без суплементи може да ти обезбеди доволно внес на магнезиум во текот на денот, али повторно за суплементирањето и додавањето искрено би оставил да биде тоа твоја одлука. Јас лично не користам еднонутритивни суплементи и суплементите во мојот живот се омега 3, растителни влакна, алоe и чаеви.